Добар ден и од мене. Чест и задоволство е денеска на покана на градоначалникот на општина Зеленикова да бидам овде во општината. Со мене и членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Зоран Љутков, тука и претседателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Зеленикова, луѓето кои што се дел од структурата, од администрацијата, советниците. Ценам дека ова што се прави во овие услови, во општина како што е Зеленикова, која што условно да речеме спаѓа во помалку населените, помалку бројно населените општини во Македонија, од страна на градоначалникот навистина заслужува за честитање и заслужува со максимално пофални зборови да се изразиме, бидејќи и покрај притисоците и игнорантскиот однос кој што го има општина Зеленикова, но и сите општини каде што ВМРО ДПМН и коалицијата имаат градоначалник, сепак овде Коста дава надчовечки напори, заедно со советниците, заедно со администрацијата, да реализира проект повеќе, бидејќи условите и ресурсите со кои што располага се навистина минимални, скромни, символични, но кога се работи честно, кога се работи храбро, посветено, тогаш резултатите не може да не се видат. Односно, еве, гледате нови улици и за дел од проектите кои што се веќе реализирани, самиот градоначалник зборуваше. Многу е важно да се потенцира се тоа, бидејќи во вакви услови успеваме да реализираме проекти. Но добрата вест е што за неколку месеци од денес ќе имаме нова влада предводена од ВМРО ДПМН и новата влада предводена од ВМРО ДПМН планира во мандатот свој да вложи овдека во општина Зеленикова до 2 милиони евра за проекти кои што се капитални инвестиции, инфраструктурни проекти надвор од буџетот на самата општина. Заедно со градоначалникот и со луѓето кои што се дел од општинската администрација детектиравме неколку проекти и ценам дека со реализацијата на тие проекти, меѓу кои што спаѓа и една детска градинка која што е ургентно потребна овдека во општина Зеленикова, квалитетот на живот во самата општина ќе биде подобрен, а со подобрување на квалитетот на живот нормално ќе бидат исполнети сите услови да населението остане тука, да не мигрира, да не се иселува. Уште еднашка на крај би сакал да му честитам на градоначалникот, на советниците кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на општинската администрација за навистина храбрата работа, посветена, честна работа и ги охрабрувам така да продолжат, да не се разочаруваат од игнорантскиот однос на владата, бидејќи за неколку месеци од денеска Македонија ќе биде слободна, ќе имаме нова влада, народна влада, која што ќе се грижи за сите општини низ Македонија, без разлика дали градоначалникот од ВМРО ДПМН, СДСМ, Демократската унија за интеграција, Алијансата на албанците или БЕСА или некој градоначалник кој што доаѓа од друга политичка партија. Идната влада предводена од ВМРО ДПМН има да биде влада на сите граѓани, на сите општини, на целата територија на Македонија подеднакво. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Узина судски процеси се прекинати периодов. Ваш коментар? Па видете, најпрвин правеа спектакли и естрадни атракции кога им упаѓаа на луѓето дома, кога со качулки на главите, со лисици на рацете ги изнесуваа, ги носеа и потоа од сам старт, без да ја почитуваат презумцијата на невинност, ги обвинуваа дека се криминалци. Дел заслужено, дел незаслужено. Од тие кои што едно време беа, би рекол, шарени револуционери, кои што скандираа нема правда, нема мир, денеска од тие големи лавови херои гледате дека не остана ниту мали мачиња. Барем да бекнеа, да гукнеа нешто за ова што се случува, туку ботовите позади кои што се кријат сега овие мачиња, кои што тогаш беа големи лавови шарени револуционери, се бараат разноразни оправдувања, па ќе видите дел од раководството на СДСМ како се препелка на некои од телевизиите и како матичари ги бараат имињата на судиите, не баре 6 години грицка кикирики наместо да ја водат државата. Наистина трагично е тоа што ваквиот начин каде што се имплементира политичка наказнивост, но истовремено
се обезбедува амнестија, идна амнестија за сторените кривични дела изминативе 6 години, го разочарува народот, го демотивира народот и затоа денеска ние сме сведоци на сели семејства кои што ја напуштаат Македонија затоа што се разочарани, затоа што се обесхрабрени, затоа што немаат надеж дека може да успее. Но еве јас стојам тука како и секаде низ Македонија кога сум прашан на оваа тема, ви ветувам дека од првиот ден, а во првите 100 дена јасно јавноста ќе види што значи резолутна и робусна борба и искоренување барем во оние мерки кои што би можело веднаш да се направи криминалот и политичката корупција низ Македонија. Мора веднаш да се влезе агресивно и робусно во борба со ваквиот тип на сторители за кои што постои основано сомневање за сторено кривично дело, бидејќи некако ни стана нас пракса да постои неказнивост, а таа пракса е лоша и за државата, а најмногу е лоша за граѓаните бидејќи ги разочарува. Состојбата со јавниот долг е алармантна, секој нов квартал има нови пикови, има ли решение? Има ли излез? Економската политика на владата на СДСМ и ДУИ или ДУИ СДСМ, како е полесно така, разберете ме, ја доведе Македонија буквално до бездната. Тие не чувствуваат никаква патриотска припадност и должност кон државата и континуирано ја носат во бездна и во провалија на начинот на кој што тие работат. Долгот галопира, дојде до 8,3 милиарди евра, што представува практично околу 58% од бруто домашниот производ. Ако тоа го споредиме со регионот, да речеме Србија, која што едно време беше многу напред, сега е позади Македонија со отприлика 53,5%. Косово еве да речеме кој што се уште реално нема оформено државност е некаде до 20%. Така што политиките на владата се поразени, тие капитулира и на друг план. Инфлацијата е некаде околу 8,4%, а во еврозоната е 4,3%, рече си двојно помала. Што значи тезата дека е увезена не држи. Повторно е уште една лага на владата. Зошто се тоа се случува и зошто владата на ДУИ и СДСМ во овие 6 години за рече си 2,5 милиарди евра го зголеми долгот, за да имаат повеќе пари за наместени тендери кои потоа ги договарат во 4 очи или со други зборови кажано, постои основано сомневање за историски политички грабеж од страна на политички криминалци кои што овие 6 години ја водат владата. Ако може ваш коментар во врска со тоа што написите за онкологија за скандалот се најдоа и во германски ФАТ под наслов корупција во име на Европската унија. Благодарам на прашањето, германскиот реномиран весник Frankfurter Allgemeine Zeitung до срж практично ја разголе пирамидата на криминалот која што функционира во Македонија. И кога ние алармираме 6 години дека ова се случува, за жал и од страна на одредени европски политичари, тоа не идува на игнорирање. Овдека проблемот станува се подлабок и потежок за решавање и тоа е наш проблем. И треба ние да си го решиме. Како ќе го решиме? Се знае, со промени. Затоа е важно за неколку месеци од денес да направиме промени кои што ќе донесат на нова иднина политичари со план и визија како да ја развиваат Македонија. Во спротивно, ќе продолжиме да тонеме во криминал и политичка корупција која што ја гледаме 6 години и од ден на ден станува се поакутна и би рекол алармантна. Се доведува под знак прашање не постоењето на системот, туку постоењето на државата. Постојано велите за неколку месеци ќе дојде до промена на власта, докај сте со работните групи за избори, Ковачевски воопшто не спомнува датуми, иако првичните калкулации дојде од страна на власта, оној 5 мај, па нели заради Великден преместување. Докај сте со формирањето на ваквата работна група и со кои ставови ќе тргнат представниците на ВМРО ДПМН во таа работна група? Дефинитивно заеднички парламентарни избори со председателски? Да, благодарам на прашањето. За неколку месеци од денеска ние ќе имаме два клучни процеси, а тоа се председателските и парламентарните избори. Би било глупаво да ги
трошиме дополнително ресурсите на граѓаните и да организираме одвоени избори кои што би се случило за 30 до 60 дена разлика и би било навистина расипнички ако било кој од нас подржи еден таков тип на идеја. Јас апелирам на разум и во владата. Еве, не сакаа предвремени избори, бегаат предвремени избори. Еве, редовни избори, 8 мај, ден, среда, во минатото се гласало во среда, така беше и на 15 јули 2020 година. Не е нешто што до сега не било случај во Македонија. Еве им датум, каде што вториот круг на претседателските избори може да биде заедно со парламентарните избори. Има доволно време, 72 часа за жалби, доколку такви постојат, и да се фати рокот на 12 мај да биде инаугуриран новиот претседател. Јас ценам дека ова е одлична можност, барем еднашка, владата да застане на страната на разумот, на страната на рациото, наместо на сила да турка процеси. Но како и да е, ние мораме да седнеме и да разговараме за овие процеси, да почнат и да се завршат. Веќе и законските рокови, и уставот не притиска. Ние веќе влегуваме во своевидна уставна и законска криза, бидејќи Државната изборна комисија не е комплетна. По закон треба да имаме 7 члена. Државната изборна комисија има 6 члена, 4 на власта, 2 на опозицијата. Јасен е законот. Треба да има 4 власта, 3 на опозицијата. Тој што беше член од страна на албанската опозиција, нормално, правична застапеност, стана министер. Сега тоа место е испразнето. Таа политичка партија стана дел од власта. Треба од легитимната опозиција кај албанците во парламентот да има представник во Државната изборна комисија, а со тој и во општинските и во местните избирачки одбори. Така што ценам дека час поскоро треба да се охрабрат, бегаат од дуели, бегаат од предвремени избори, бегаат од новинари, бегаат од лидерски средби. Еве, барем нека формираат работна група да ги дефинираме роковите, бидејќи времето нагази. Ќе влеземе во период кога навистина ќе биде проблематично. Ако 8 мај се изборите, ние за помалку од 100 дена имаме техничка влада. Ние за помалку од 100 дена денеска имаме техничка влада. Имате некаква комуникација на било какво ниво? Не. Во рамките на парламентот регуларна комуникација, но тоа е повеќе од колоквијален вид, нема ништо сериозно. Сосема еднакво со Билин процесов, директно кажа европјаниве мора да завршите домашна работа, уставните измени и втора меѓувладина конференција. Децидност е не за сега, што понатаму. Дополнително доаѓа и нели фон дер Лејен, како вие тоа го толкувате? Па како и секој гост кој што е добронамерен, да дојде, да го пречекаме доколку имаме средба, ќе поразговараме, ќе ги видиме темите кои што ќе бидат на таа средба, доколку ние имаме средба, доколку немаме и посакуваме пријатен престој во државата, претпоставувам дека ќе има можеби една од последните посети со политичар кој што за неколку месеци од денеска ќе биде минато на политичката сцена. А што се однесува до иднината, да, јас сум подготвен да разговарам, бидејќи ВМРО ДПМН е иднината. Јас сум подготвен со секого да разговарам, вклучително и за проблемот кој што е создаден, а е поврзан со евроинтегративниот процес на Македонија. Под овие услови, ВМРО ДПМН нема намера да прави никакви дополнителни отстапки, бидејќи ниту бил дел од проблемот, ниту пак има намера да проблемот го прави уште поголем. А да, сакаме да бидеме дел од решението, но знаете, за танго треба двајца. Попусто и залудно би било ако ние како ВМРО ДПМН и на влада имаме желба, од другата страна ако немаме соговорник кој што сака да ја види Македонија во еден процес напред кон Европската унија. Ние во минатото понудивме многу решенија, а тоа е уставни измени со одложена примена, кога Македонија ќе почне да го ратификува својот пристапен протокол. Ова е добра идеја која што дојде од Брисел, сега тоа е повеќе како брифинг, а тоа е како резултат на работата на француско-германската работна група за реформи во самата Европска унија, да немаат земјите членки право на вето, додека трае процесот на преговори, тоа е добра идеја. Да видиме
што се случува со обврските кои што ги има превземено Бугарија како држава во смисла на почитување на веќе ратификувани конвенции, како што е Конвенцијата за човекови права. Од таа конвенција произлегуваат одлуките на Судот за човекови права од Страсбур. Таму имаме неколку одлуки кои што се задолжителни за примена од страна на бугарската влада. Вие гледате континуирано таа влада нема намера да ги примени. И сега како ние да веруваме во европски вредности, кога земја членка на Европската Унија, патем речено најсиромашната, најкорумпираната, најпроблематичната, одбива да аплицира одлуки кои што доаѓаат од европска институција. А од друга страна зборува за некакви човекови права на 762 граѓани во Македонија, кои што се дел од бугарската заедница, кои што велат дека нивен мајчин јазик е бугарски. Мора да има двонасочно лице. Ако сакаме навистина да разговараме на основа на реални партнерски односи. Ако не сакаат, тогаш кога ќе се создаде таа можност од таа страна, ние сме подготвени да седнеме и да разговараме на аргументи. А до тогаш ќе се зафатиме со озбилно, агресивно решавање на домашните проблеми и домашната